за говорот на премиерот овде имаше обвинување и кон опозицијата за вашето обвинување за договорот со Британија и барањето на Мицкоски за национално единство во однос на некои важни прашања во државата. Најпрво во однос за договорот со Британија сметам дека нашите прашања се логични и легитимни. Ние едноставно за тој договор не знаеме ништо. Не знаеме на кој рок се земаат тие пари, не знаеме колка ќе биде каматата. Нашите присметки укажуваат дека силно ќе биде оптеретен. Јавниот долг практично се задолжуваат повеќе следни генерации. Министерката за финансии едноставно нема одговор на овие прашања. Еднакво е неодговорно иако не знае, иако ги крие. И тоа не доликува на некој кој што треба да чува државната каса. Сметам дека со овој кредит, за кој што едноставно не знаеме апсолутно никакви детали, практично оваа влада воведува данок на иднината, а како хипотека се ставени многу следни генерации. Во однос на говорот на премиерот, прво дозволете да кажам дека многу пати, токму јас лично и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сме тие кои што излегуваат и иницираат средби. Прво да видиме што е тоа што треба да направиме, за да го постигнеме националниот консензус, да сме секогаш свесни дека ние живееме во мултикултурна и мултинационална држава. Не е само македонскиот народ. Тука се албанците, турците, власите, ромите и така натаму. Многу пати иницираме и работа на конкретни теми. Иницииравме заеднички средби во однос на работа на реформската агенда, постигнувањето на консензус по однос на тие прашања. За жал, еве добро тргна работата со законот за енергетика, меѓутоа во последен момент власта даде амандмани кои што се целосно против вредностите кои што ги промовира Европската унија. Во тој закон за енергетика се стави амандман со кој што во регулаторните тела влегуваат луѓе, сега поново, кои што работеле во индустријата која била под контрола на регулаторните тела. И тоа никаде не е така во Европа. Ги дадовме своите мислења за законите во делот на правосудството од страна на експерти и го чекаме назад фидбекот. За жал, работата на реформската агенда силно заостанува. Но веќе кажам повторно, ние сме апсолутно спремни да седнеме и да видиме како ќе работиме заеднички за доброто и напредокот на државата. Веќе во понеделник на состанокот на Националниот совет за евроинтеграција, јас ќе дам и конкретен пример. Предлог со конкретни предлог, дури и дневен ред, за тоа што сметам дека треба најголемите политички партии на лидерска средба да разговарат, поради тоа што јасни се пораките од Европската унија. Сите укажуваат дека патот по кој што треба да се движиме е јасен. Додека чекаме и додека не правиме ништо, се што се случува е само губење на време. Младите тоа го гледаат единствено како стимул за оцелување. Никој повеќе од младите генерации нема да ја гледа иднината тука во Македонија ако ние не направиме ништо да го откочиме тој евроинтегративен пат, да заеднички работиме на унапредување на многу сфери во нашата земја, која што ќе го направи животот и подобар и по квалитет.